Добро вечер. Ако сакаш да ги избегнеш критиките, немој да правиш ништо, немој да зборуваш ништо и биди ништо. Сепак, сега е време за лидерство. Има ли сила Македонија да ги врати институциите? Може ли председателот на државата да почне да делува во рамки на зацртаните норми, правила и стандарди? Дали разврската на кризата е вовед во мирно сценарио или обид за дополнително предизвикување на судири? Професори тераат на протести, деца скандираат за чиста Македонија. Дали платформата беше неумесен обид на партиите на албанците да се вратат на патеките на славата од кои одамна скршна? Мои гости вечерва. Поранешниот председател на Собранието, Стојан Андов, добро вечер. Подпредседателката на ДУИ, Теута Арифи, добро вечер. Добро вечер. Пратеникот Петре Шилегов од СДСМ, добро вечер и за вас. Во емисијата ќе ги слушнеме и размислувањата на Денко Малески, кој пред неколку дена ја шокираше јавноста со една своја колумна во која рече дека работите му мирисаат на некаква војна. Сепак, мислам дека во денешниот негов исказ има дополнително објаснување на тоа. Господин Андов, кој е патот за враќање на земјата во делување во институционални рамки? Дали ова што сега се случува не е дел од тој институционален систем? Па ова што се случува, фактички, ние имаме сега пат фатен кој остапува од еден изграден институционален систем. Ако мислите на конституирањето на собранието и на давањето на мандатот и формирање на влада, очигледно е дека се отстапува од веќе досега се има отстапено од тој систем. Така да мислам оти враќањето во колосекот на системот е неопходно потребно и треба да почнат да функционираат институциите тука, настрана другите институции. Овие институции, да речем председател на републиката, потоа парламент, влада, тие треба да почнат да функционираат. Се некако се врти околу председателот. Дали е таму клучот во овој момент? Таму е заклучено. Не знам каков клуч ќе најдеме, инаку мислам оти председателот завзеде еден невозможен став во едно демократско општество, да наоѓа он некои причини зошто нема да го даде мандатот на оној кој докажува дека има мнозинство во собранието. Во собранието мнозинството е решавачки фактор, собранието е решавачки фактор во државата, председателот е дел од извршната власт, шеф е на државата. Меѓутоа, суверенитетот е на граѓаните и пренесен на пратениците. Тоа е работата. И сега не знам што тој мисли. Сега еве, добро, јас се согласувам. Ако мислел дека треба да ги консултира и нашите пријатели с кои имаме посебни односи, како што е НАТО, Европската унија, САД, Турција има посебни договори за стратегиска соработка и така натаму, тој испрати до нив обраќање и сега треба да внимава. Не само да ги тој информира нив, туку да види што му кажуваат тие. И верувам сега веќе е време и нема никакви дали натамушни некои аргументи и тој сега, кога ги доби сите одговори, само не знам дали од Ердоган доби одговор. Тој треба сега, нема оставано ништо, ниту еден аргумент нема, тој треба да даде мандат. Арифи, кој е патот на враќање на земјата на институциите? Дали првиот чекор е да се заврши на конститутивна седница на собранието? Сметам дека од времето кога веќе е идентификувано парламентарно мнозинство и имајќи го предвид фактот дека изјавите на господинот Иванов со лидерите на партиите беа дека мандатот ќе го даде на таа коалиција, на тој состав кој ќе собере мнозинство,
Мислам дека најлогичното и тоа што се бара и се укажува јасно и меѓународно, мислам дека е доделувањето на мандатот. Тоа е и уставно и политички во ред. Но во ситуацијата кога веќе тоа очигледно поради причини кои ние можеме или не можеме да, или не сакаме да ги анализираме, тоа не се случува, апсолутно сметам дека пратениците треба да си ја довршат седницата која и ја започнале, и сметам дека тоа е и право, но и обврска на пратениците, без разлика на фактот кој е дел од новото мнозинство и кој друг не е дел од мнозинството. Затоа што апсолутно тој процес треба да биде завршен и да се избере председател на собрание. Така да сметам дека со завршувањето на таа седница и со официјално уште едно обраќање на председателот идниот на собранието до господинот Иванов, би се дало уште еднаш можноста да се рефлектира за тоа дека уставно овој процес не треба да биде задржан, затоа што аргументите во принципи не се аргументи, туку апсолутно оставањето на простор на целата оваа ситуација со проблематични со институции, со мандати завршени некои, незавршени некои, апсолутно остава поголем простор за тензии кои не ни се потребни. Мислите дека авторитетот на идниот председател на собранието би бил посилен од сите овие пораки што и досега му ги испратија на Иванов и странските пријатели на Македонија, или да речеме председатели или амбасадори на големи сили во земјата? Идниот председател на собранието ќе биде легитимен председател, што мислам дека би било апсолутно голема грешка една таква институција која произлегува од целосната волја и резултатите на изборите на граѓаните на Република Македонија да не се почитува. Така да сметам дека најпрво и логиката вели дека апсолутно треба како таква да се почитува, нормално заедно и со почитувањето на тоа што меѓународно ни се укажува. Шилегов, кога очекувате дека ќе се конституира до крај собранието со изборот на председател на собранието? Ако не наидевме на ставање на целокупниот демократски процес во една нормална демократска држава каква што претендираме, посакуваме или е Република Македонија, досега мислам дека тој дел од прашањата ќе беше затворен, вклучително изборот на новата влада. Една држава е демократска не по бројот на политичките партии кои што се присутни на политичкиот пазар што се нудат кај граѓаните, туку по мирниот трансфер на власта. Потегот на господинот Иванов ги исфрли институциите надвор од процесот. Значи, тоа беше сериозна провокација кон македонските институции и целосно поништување. Затоа и ние дадовме на оцена на државен удар што го изврши господинот Иванов со чинот на недавањето на мандатот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, иако недвосмислено му беа доставени подписи на 67 пратеници од собранието со верификуван мандат. Сега се доведуваме во една позиција што е неедноставна, меѓутоа бара трпение, а тоа е апсурдот да го доведеме до апсурд. Апсурдноста во барањата и во тврдењата на господинот Иванов да му покажеме дека се апсурдни. Денеска јавноста преку дел од средствата за јавно информирање беше известена дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со партиите кои што ги дадоа подписите за мандат, се уште зборуваме за мандатно мнозинство, до председавачот на конститутивната седница господинот Трајко Велјановски, тој и не е председател веќе на собранието, значи е само председавач на таа седница,
Во текот на утрешниот ден ќе му бидат доставени подписите од 67 пратеници. Иако Велјановски рече дека нема рокови што тој мора да ги запази денеска на таква изјава. Со идеја и барање да наитно се закаже конститутивна продолжувањето на конститутивната седница, која што треба да финишира со изборна комисија за избори и именување на Собранието на Република Македонија, избор на председател, со цел да го заокружиме формирањето на Собранието на Република Македонија како највисок законодавен орган. Од она што досега го имаме слушнато од страна на ВМРО-ДПМНЕ, таква волја постои. Ќе ја испровоцираме таа волја во текот на утрешниот ден. Господинот Велјановски на крајот на денот не е господар на ситуацијата. Меѓутоа, сакаме трпеливо, упорно да не влеземе во сценариото кој што може би некој го зацртува за нашата држава, да дојде до мирно конституирање на собранието, очекувам дека тоа ќе се случи во текот на наредната недела. Од кога ќе го завршиме тој конститутивен дел на собранието, веќе барем како држава ќе имаме Долгумина си го поставуваат прашањето зошто СДСМ па и ДУИ се уште некако го молат председателот да им го даде мандатот. Дали може би беше поедноставно тие две партии да се договорат да седнат во собранието заедно со другите коалициони партнери и да ја формираат владата? Или ова е надвор од она што се вели во обичаена процедура и може да биде оспорувана? Не, знаете како, провокацијата која што беше направена со одлевање на процесот надвор од институциите, ако ја прифатевте на прва, можеше да доведе до сериозни, да речам, немири. Затоа и преферираме да целата ситуација биде легната, да страстите малку од малку кај луѓето спласнат, затоа што Македонија живее во измислена политичка реалност, помогната од хистеријата на пропагандата со која што владе Никола Груевски во Република Македонија, и ние зборуваме за теми за кои што не постојат. Таквиот чин на господинот Фиванов само долеа масло на огинот кој што сите гледавме дека на извесен начин тлее, и мораме упорно да ги вратиме институциите. Борбата во Македонија мора да биде исклучиво институционална борба. Гледате ли политичка волја, Арифи, за враќање на институциите во ВМРО-ДПМНЕ, која сепак е најголема политичка партија по бројот на освоени мандати? И со самото тоа фактор кој што не може да се занемари. Јас сметам дека секоја од политичките партии е не само свесна, туку и одговорна за начинот кој ќе го избере, значи, за да ги реализира своите политики. Има дел од аргументацијата со која можете да се сложите или да не се сложите, апсолутно, но тоа што сметам дека е многу битно е апсолутно реализирањето и функционирањето на институциите. Ја мислам дека ниедна политичка партија не би требало да го охрабрува уште повеќе, значи нефункционирањето на институциите, а уште помалку да побара или да ги повика луѓето или граѓаните со значи зборовите дека треба да ја бранат државата. Сето тоа е нешто што за последните четврт век апсолутно се имаат видено во овој регион и резултатите никогаш не биле добри ниту за граѓаните, ниту за државите кои барале на тој начин да бидат одбранети. И токму поради тоа мислам дека дебатата или вистинското место за да се појаснат работите, какви биле, која е вистината, дали е најдобро решение едното или другото, е Собранието на Република Македонија, каде што апсолутно секој треба да ги Но следејќи логиката на делување на ВМРО-ДПМНЕ во последно време и заканите кои што доаѓаат по првенците на партијата од страна на специјалното јавно обвинителство, немам впечаток дека оваа битка ќе продолжи во институционалните
размери. Мене тука ми е прашањето, дали можете да ја почувствувате таа политичка волја да продолжи битката низ институциите? Јас сметам дека без разлика колку ние ја чувствуваме или не ја чувствуваме таа политичка волја, нема друг начин за воведување на работите во еден тек кој е битен и добар за сите граѓани, доколку, например, таа дебата не се води во рамките на институциите, а тоа што мислам дека е најопасно е евентуално, например, да поттикнувате таа дебата да се води некаде каде што тензиите можат и да пораснат или да ги провоцирате младите луѓе да ги изнесете на улица и така. Мислам дека тие се апсолутно многу неодговорни чекори. Андов, да. Дури без оглед на тоа колку се обидува ВМРО-ДПМН во изминатиот период да делува компактно. Факт е дека монолитност или компактност или едногласност во политиките кои што на јавноста сака да и се презентираат, дури и во раководството на ВМРО-ДПМН не постојат. Не се сите слепи послушници на креирање на некои политики кои што се во основа деструктивни за државата. На крајот на денот не се сите инволвирани во потенцијални криминали кои што се предмет на обработка на специјалното јавно обвинителство, за да ја носат колективно вината која што има телот моменталната врхушка на ВМРО-ДПМН. Не можеме амблок априори да ги осудуваме или да го осудуваме сето членство на ВМРО-ДПМН, дури ако сакате и целокупното раководство на ВМРО-ДПМН во овој случај, заради инволвираност или бранење на лични позиции на дел од раководството на Но не можеме да го занемариме фактот дека тоа што се случува на улиците си го дава својот резултат за партијата која што можеби стои во добар дел за тоа. Многу е да речам спорно што се случува на улиците и што се презентира дека се случува на улиците. Ако прошетавте, значи имаме овие 2 дена во преку 30 града се вели да се демонстрира. Видете ги сликите од градовите. 50 или 100 луѓе во град од 30 до 50 илјади жители. Андов, дали ова опасност, битката да се пресели на улиците, моментално политичка битка да се пресели на улиците е реална и може да предизвика дополнителни тензии, па и конфликт? Сигурно дека одредени опасности постојат тука. Луѓето имат некој печаток дека ја бранат државата. Државата ја создаваа генерации долго и ние имаме некој удел во тоа. И еве тука е сега и не гледам дека во Македонија сега државата може да се одбрани и да се брани и да се одбрани на улицата. Мислам оти тоа не е добар пат, не е добар начин. Било какви бурни настани да има на улицата, на крајот решението мора да се баре. Еве имаше и оружен конфликт 2001, ама решението моравме да го бараме во собранието. Нема каде. Собранието треба да почне да работи, а председателот на Републиката треба да го даде мандатот да има и влада. Ние сега сме ретка, ја не гледам да има некоја друга држава сега во Европа, да кажеме тука, каде не работи ни председателот. Председателот сам се изолира сега. Не работи собранието и нема влада. Еве, например, особено држава со слаби институции како Македонија, за која што особено држава со слаби институции. Па, знаете како е. Кога ќе речеме слаби, велиме партизирани, недоволно професионални. Тоа што се партизирани институциите, тоа е еден процес кој претходел, кој фактички ослабел институциите. Но институциите ќе се опорават на тој начин што да речеме, че прво од овие врвните институции во Републиката да се доведат во ред и да можат да работат. Нема како инаку. Инаку, сега еве, земите го, да има некоја драматична ситуација, неопходно ќе биде
председател на држава да се одбрани на собрание, да се обрати на собранието, јавно и да иде на собранието. Не е вака да собира таму билјана луѓе, туку да иде у собранието. Така е и по уставот, така е и обичај во светот. На кој собрание ќе се он обрати? Он не може својата основна функција у таква ситуација да ја обави. Благодарам. Сакам тука да го повикам прилогот со Денко Малевски, за да ги видиме и неговите размислувања, да продолжиме тука со дебатата на особено актуелните политички теми, платформата на албанските партии, изборот на председател на собранието и се разбира сето друго што следува. Професоре Малевски, пред се како ја оценувате политичката состојба во земјава? Затишје пред бура или свесно пролонгирање на започнатите процеси за власта да купи време? Рековте во една ваша колумна, толку од нашата демократија следува насилна борба за власт. За колку кревка демократија станува збор? Добро, ова што го реков, тоа е можност и тоа е еден вид предупредување пред се до политичарите да се свестат, бидејќи доколку се закочи демократскиот процес на изразување на волјата на народот кој почна со изборите на 11 декември, еве веќе 4 месеци не може да се реализира, навистина може да дојде до политички пресметки меѓу политичките партии и нивните приврзеници, а таквото поведение пак да се пренесе и врз граѓаните. Тоа не е задолжително, се разбира, и затоа треба многу внимателни да бидеме и да го сочуваме мирот. Каде се наоѓаме сега? Ние сме заглавени всушност не само во изборната процедура, туку во два системи. Едниот авторитарниот, кој што сакаме да го напуштиме, и вториот демократски и плуралистички, со различни видувања за тоа каква е сегашноста и иднината на Македонија, кој не го познаваме, свет на плурализам, кој што не го познаваме и од кој што еден дел од населението на Македонија веќе е исплашено. Од кога го прокламиравме тој плурализам, од кога организиравме демократски избори, добивме нешто што не изненади, а именно делови од македонското население свати дека слушна работи кои не сака да ги слушне. А тоа беа оние нешта кои што ги изложија албанските партии во својата платформа. И таа злоупотреба е тука направена, кога е земено тоа сега како алиби дека треба да се запре изборниот процес. Не, влегуваме во плурализам, каде што може многу работи да не ни се допаднат, што доаѓаат од друга политичка партија, но ние мораме, должни сме да целиот тој процес помине низ демократски диалог до формулирање на државна политика. Во овие, да ги наречеме, клучни моменти за земјата, председателот Иванов е во Баку, техничкиот премиер Димитриев е во Сараево, а немаме председател на собранието на законодавниот дом. На домашен терен риториката се заострува, имаме протести, ученици излегуваат на протести, како да се губи контролата во овој случај. Дали може да се очекува засилен меѓународен притисок? Јас сум многу загрижен кога ќе слушнам како политичари го повикуваат народот да излезе на улица и тој да ја разреши ситуацијата, затоа што тоа зборува за неспособноста на македонската политика, за луѓето кои што се платени практично за тоа, да ги разрешуваат работите на начин на кој што доликува на еден демократски систем. Нашиот председател е всушност заробеник на една ситуација сега, особено деликатна, повторно заради овој паралелен процес што се води преку јавното обвинителство, кој што ги прави политичарите околу него и партијата која го поддржуваше многу нервозни и кои, предпоставувам, добар дел од своите надежи за опстанок ги вложуваат во него.
Притисокот е важен врз председателот, да и тој се убеди, додека има сили да се притиска председателот, да се убеди дека неговата основна должност е да го држи демократскиот процес на промени на елити, на промени на политики, на други видувања за тоа како треба Македонија да биде внатре, какви односи треба да има надвор, да биде една жива демократија. Неговата основна должност е таа, а не да ја умртвува демократијата. Се надевам дека од сите овие работи што во меѓувреме се случија, дека сепак некаква поука извлекол председателот и дека ќе го откочи тој механизам, бидејќи општеството е како да кажам, како еден лонец со зовриена вода. Ако го држите капакот насила, тоа ќе ви пукне се во лице. Тоа бар го искусивме сите ние што поминавме низ периодот на дисолуцијата, на федерацијата. Така што мора многу внимателно да размисли. Да, тоа беа размислувањата на Денко Малевски. Инаку само да потенцирам за гледачите дека денеска на оваа дебата беше повикан и представник на ВМРО ДПМН, меѓутоа по многу перипетии во текот на денот помеѓу представниците на ВМРО ДПМН и СДСМ, на крајот ВМРО ДПМН решија дека нема да пратат представник на оваа дебата во овој состав. Нивно право се разбира. Арифи, многумина си го поставуваат прашањето дали Дуј се уште седи на две столици. Ахмети ќе излезе на една изјава, ќе каже сега не можеме веднаш без ВМРО, не можеме да го конституираме собранието, не смееме да одбереме ни председател, па после ќе отиде кај Заев, па ќе даде изјава дека еве владата ќе дојде. И добар дел од јавноста се уште си го поставува прашањето дали Дуј како партија седи на две столици или таму внатре има струи кои што сакаат да играат и со едната и со условно речено другата страна. Или оваа одлука што е веќе донесена е јасна и гласна дека вие влегувате во влада со СДСМ. Значи, Демократската унија за интеграција имаше долга дебата, долга анализа и нормално заклучок после тоа. И заклучокот беше после 29 дека одлучи да не формира влада со ВМРО ДПМН. И после еден друг турнус на внатрешна исто така дебата, одлучи да ги даде подписите за ново парламентарно мнозинство за да се поддржи значи земање на мандатот од оваа мнозинство, фактички конкретно од господинот Заев. Имавме уште една друга дебата каде што исто така ја разјаснивме и дилемата, значи дали само ќе поддржиме една влада или ќе бидеме дел од тоа. Исто така одлука е на председателството дека ќе се биде дел од таа влада. Значи тие се партиски одлуки, нормално донесени врз една долга дебата и нормално после тие одлуки партијата е апсолутно ориентирана да оваа ново мнозинство да успее и да формира влада, исто така да успее и да избере председател на собранието. Нормално, секогаш имајќи го предвид фактот дека интерес наш е да во тој процес и во процесот во собранието да бидат и сите други политички партии, затоа што парламентот е куќа на сите политички партии, без разлика дали тие се во опозиција или во опозиција, во мнозинство или во малцинство. Така да во однос на тие прашања, дилеми, ја сакам уште еднаш само да ги разјаснам тука дека тие се одлуки кои се произлезени, финални се во нашето председателство и нормално за нас е битно, ние дадовме и уште уште една поддршка за да се свика, значи собранието беа побарани плюс уште една 10 потписи па беа дадени. Значи сметаме дека е многу битно собранието да се собере, да профункционира, да се обрати до господинот Иванов и да се формира влада. Дали ова значи дека е договорен веќе и председателот на собранието и дали ќе дојде од редовите на вашата партија? Мислам дека тоа е прашање кое не е, има повеќе размислувања, но не е
финално како такво, ќе се финализира во моментот кога ќе се закаже минимално координација, па после собрание. Нормално, ние сме заинтересирани за да и водиме со собранието, но тоа е еден процес кој не е финализиран и значи немаме финална одлука за тоа. Шилегов, дали ова место е резервирано за некоја од албанските партии или за албанец пратеник? Не сме разговарале, нити сме додени до таа фаза. Вообичаената пракса во Македонија беше дека председателот на собранието е дел од владината коалиција, односно договарањето на председателот на собранието беше дел од владината коалиција. Разговорите и преговорите со останатите партии кои што треба да го сочинуваат владиното мнозинство не се до крај финализирани. Ние кажавме дека немаме предрасуди. За нас е битно да собранието на Република Македонија го води човек кој што има доволен капацитет, меѓутоа не би шпекулирале сега, на вистина би било неблагодарно нити за процесот кој што е внатрепартиски во моментов и кој што се одвива, нити па да бидам искрен, би сакал со нашите настапи да дадеме храна на разноразните портали и порталчиња кои што после тоа се пренесуваат по електронските медиуми за да се стави во... Но молкот понекогаш повеќе ја храни главта за такви... Не станува збор. Ние кажуваме дека кажавме дека околу тоа немаме предрасуди, дали ќе биде македонец, албанец, србин, бошњак, ром, за нас е совршено небитно, имајќи го предвид па и концептот кој што го застапувавме на претходните избори за едно општество. Така што за нас е многу битно да човекот или пратеникот кој што ќе обаува функцијата председател на собранието на Република Македонија ги има капацитетите да го води собранието низ нешто што е очигледно дека ќе биде еден бурен период во неговото функционирање. Така што околу таа работа не би зборувале дали е тоа место на, не знам, оваа политичка партија или на Социјалдемократскиот Добро, но за јавноста е важно. За јавноста мислам дека е ставот кој што го имавме и кој што е даден и на пресконференцијата кога беше промовирана владината програма, апсолутно немаме предрасуди околу тоа место. Факт е дека во моментот кога било која информација ќе биде зрела за споделување, ние ќе ја споделиме со јавноста, вклучително и да речам функцијата председател на собранието на Република Македонија. Во оваа фаза таа информација се уште не е до крај. Арифи, во вашата партија се зборува за Талат Џафери и за Џеват Адеми како можни кандидати за председател на собранието. Можете ли да ја потврдите или негирате оваа информација? Значи, ние во нашето председателство немаме одвоено име за функцијата. Сигурно имињата на моите почитувани колеги се спомнуваат затоа што тие се долгогодишни пратеници, добри познавачи на процедурите, но како што реков, тоа е прашање кое не е затворено, не е завршено и токму поради тоа, имајќи го предвид фактот дека се зборува за луѓе, сигурно нема да бидат двајца, еден ќе биде председател, за да не оставиме елементи на лоши вкусови. Ако вас ме прашаат за совет, на кого би типувале? Од моите колеги би типувала на председател на собрание кој добро ќе се ја врши работата и мислам дека секој од сите тие пратеници е добар за таа функција. Уште едно прашање во овој корпус ме интересира. Статусот на Беса. Се слуша дека дуи воопшто не е расположена Беса да биде дел од новата идна влада. Точно ли е тоа? Значи, во рамките на нашата внатрешна дискусија ние не сме донеле некоја одлука која би елиминирала некоја од политичките партии која одлучи да биде дел од мнозинството и да го поддржи, да биде или да не биде дел од владата. Нормално има разни дилеми, има комплексни односи, имавме значи една жестока кампања пред изборите, но како и да е, значи дуи нема некоја таква одлука, току ќе се води од логиката или од пораката која беше дадена од комисионерот за проширување, каде што беше укажано дека тие очекуваат да имаме солидна влада, проевропска
реформска и со меѓуетнички договори кои се. Има ли место во владата на СДСМ за Беса Петра Шилегов? Има за секој нешто поддржува промени во македонското општество. Имавме прилика во текот на емисијата и дел од прилогот на господинот Малески овдека да го слушнеме. Македонија е на историски крстопат не во смисол на шпекулациите и лагите кои се шират, туку во смисол на враќање на Македонија на демократските патеки и стази. Ние мора да ја вратиме Република Македонија назад кон демократските води. Демократијата подразбира дебата на идеи. Дебатата на идеи е секогаш добре дојдена. Ние овдека дебатираме. Може по ниедно прашање и да не се сложиме, меѓутоа факт е дека сме разговарале и сме го влечеле процесот напред. Она што е неопходно е Македонија да излезе од овој систем на авторитарно или полудиктаторско владење, или ќе го употребам речникот на Европската комисија. Ние како политички партии сме должни да ги ослободиме институциите во Република Македонија, затоа што тие се во моментов заробени. Значи, не може да продолжи да функционира државата на тој начин како што функционираше досега, затоа што дојдовме, како општество дојдовме во еден ќорсокак и без перспективност. Она што мора да го направиме е да ги смогнеме или да ги најдеме минимум допирните точки кои што различните политички субјекти ќе ги спојат во една реформски ориентирана и проевропска влада. До посетата на Хан, очекувате ли да имаме веќе председател на собрание која што се најавува за идната недела вторник среда? Ако мене ме прашате, ние тоа досега кажав треба да го имаме завршено. Не постои нити деловничка, нити уставна, нити било каква пречка после барањето кое што ќе биде поднесено во текот на утрешниот ден, господинот Белјановски да го закаже предложението. Искуството мое во собранието на Република Македонија кажува дека ако се јави потреба од дитно свикување на собранието, тоа може да се заврши за неколку часа. Што значи дека ако се има волја и ако се сака, тоа може да се заврши и во текот, да не претерувам, меѓутоа и во текот на утрешниот ден во попладневните часови. Ако тоа се сака, ако се има еден минимум волја. Сепак верувам дека пред доаѓањето на еврокомесарот Хан, Република Македонија ќе има завршено конституирање на собранието и избран нов председател на собранието, кој што ќе биде дел од процесот на придвижување на демократските процеси во државата. Андов, сте имали искуство при посети на овие странски представници кај нас, особено во ек на некакви кризи кои што се случувале политички пред се. Мислите ли дека доаѓањето на Хан може да биде оној фокусиран притисок од еден тон врз страна на врз председателот на Република Македонија? Не знам што да мислам. Нашиот председател е непредвидив. Тешко може да се предпостави како он ќе постапи. Некои работи него го терат на тоа, некоја концепција постои, не е тоа само негова одлука, да се разбериме. И некои гаранции тој има добиено дека токму така ако постапува, тој ќе ги зајакне собствените личните позиции. Мислам оти тие се погрешни калкулации, не се добри тие калкулации. Не сум убеден дека сега кога ќе дојде Хан, ќе нешто реши. Мислам оти ќе се запознае малку повеќе и ќе ја информира органите таму во Европската унија како стоат работи. Меѓутоа е добро што доаѓа. Он дојде тој, па дојде Могерини, па дојде тој сега пак. Основно е да и во Европа се создаде една атмосфера дека на Македонија на вистинска, на фактички треба да и се помогне. Треба некои знакови на приближување кон Европската унија и од таму да дојдат кон Македонија, не само нашите очекувања и исполнувања на услови кои се од таму поставуваат така. Така да мислам оти реферирањето на Могерини во Брисел и евентуално сега на Хан, ако идат во иста насока, сепак ќе ги покренат малку состојбите. Ја не знам сега што излезе од самитот во Сараево.
дали тука нешто се заклучи, да се нешто забрза, може би не да се скрати периодот на прием, туку барем да се процесите забрзат, да почнат и, да речем, да се создадат услови Македонија да почне преговори, да се отворат преговори. Ние не можеме сите наши проблеми да ги решиме сами. Дел од тие проблеми се врзани за нашата иднина, нашето членство во ЕУ, во НАТО и така натаму. Денес ги доживуваме тие проблеми, а тие се делумно зависни. Сега го зборуваме ние за ова. Мислам оти Република Македонија немаше во оваква ситуација да западне во една власт без контрола. Мислите, ако бевме внатре во преговори за членство во Европската унија? Ако не беше грчкиот отпор да ни дадат преговори и да постепено напредуваме во тој поглед. Добро, но тоа не ги амнестира актерите на политичката сцена. Еве, например, не Дуј, ќе ве прашам вас, Арифи, 10 години во власта, чувствувате ли одговорност што Македонија денеска е болниот на Балканот? Практично. Не е моралична како партија, ма најпосле како подпредседател на таа партија. Нормално дека за работите кои го немале вистинскиот тек или вистинската динамика, не би требало да претендираме дека не сме од тука, не сме знаеле. Може би не сме можеле да го имаме вистинското влијание секогаш, имајќи го предвид фактот дека понекогаш бројките диктирале многу ситуации. Но апсолутно сум со мислењето дека доцнењето на процесите на европските интеграции, особено неотворањето на преговорите, а според мене и запирањето на тоа што беше започнато како диалог на високо ниво, што мислам дека беше едно бајпасирање на проблемот со името и една можност да отвориме процеси за реформите во судството и во деловите кои се многу чувствителни. Исто така, фактот што, за жал, 2008 година не успеавме да станеме членка на НАТО, во случајот не по наша вина како држава, сето тоа го имало своето влијание и дало простор за, например, една власт да стане екстремна во однесувањето кон институциите и кон авторитарноста. Значи, Европската унија е концепт за кој ние самите сме побарале да станеме дел од тоа. За членство во НАТО не сме добиле ние молба, туку ние сме замолиле да бидеме дел од тие процеси. И во рамките на тие процеси нормално дека внатрешните институции мора да го следат тој тек на демократичност што е потреба. И апсолутно сметам дека за тоа апсолутно имаме сите одговорност за фактот што забегавме, велам, во еден екстреми земји кои беа со многу помалку и послаби шанси од нас, фактички денеска се со подобри позиции. Тука се наметнува едно друго прашање. Дали мислевте дека излез од таа ситуација е профилирање преку платформата на албанските партии, која многу на македонци ја доживуваат како некаков баук, некакво страшило. Особено што беше подпишана во Тирана и тоа се наметна во јавноста како тема што е навистина на насловните страници, да речеме. Без разлика колку тука било пропагандата или не било пропагандата. Мислите ли дека невешто изигравте во делот со платформата во некои делови? Добро. Ја би сакала да ја користам можноста, затоа што мислам дека сум давала повеќе објаснувања, но досега не мислам дека сум била во можност, например, на некоја емисија на македонски јазик да зборувам. Токму за оваа платформа сум зборила на телевизиите кои претежно се на албански јазик. Значи, платформата или декларацијата на политичките партии на албанците кој е резултат после изборите на 11 декември е директен резултат на промената на сликата
и на силите во рамки на политичките партии или албанскиот политички корпус во Македонија. Зошто е тоа така? Се до 11 декември, значи ние имавме секогаш една голема политичка партија која победуваше и имаше комплетна можност, одговорност и бројки да води процес, и една друга која секогаш беше помала и у принцип беше опозицијска. Ние фактички изборите ги завршивме со намалување на бројот на пратеници, со повеќе политички партии кои има пратеници во собранието, со Демократската унија за интеграција која имаше пратеници исто колку што имаа сите другите албански политички партии заедно, и очигледно процесот понатамошен како би се одвивале разговорите со која и да е од политичките партии во блокот на македонските партии беше апсолутно покомплициран. И токму поради тоа беше повикувањето на разговори во Скопје. Значи, тоа го има името на платформа на Тирана. Тирана е, сакам да кажам, убаво име, не е лошо име. Името на главен град на Албанија. Откаде никогаш немало филозофија против македонскиот народ, напротив, секогаш политиките на Албанија биле многу коректни, конструктивни, воздржани во однос на Македонија. Историјата го покажува тоа. Додека последниот состанок и договор е таму, затоа што имаше политички партии кои неќеа да се состанат тука и требаше авторитет кој го тоа олеснил и се случил дека тоа е председателот на влада на Албанија. Мислам дека денеска ваша изјава кај што велите дека да биравте вие не би се подпишала во Тирана платформата. Сметам дека таа платформа е направена во Скопје, е создадена во Скопје, смислена во Скопје, договорена, додека поради фактот што имало лоши чувства едни или од други е направена таму, што мислам дека пак не е проблем доколку нема тенденции да се злоупотребува. Ке ми дозволите исто така да бројам кои се темите кои се броени во тој документ. Значи, имате прва точка која зборува за проширување на законот за употреба на јазиците и албанскиот јазик во Република Македонија, според Уставот и рамковниот договор, значи не се зборува за менување на Устав. Се зборува, значи, за отварање на дебата, за прашања кои се чувствителни, кои не преюдицираат како ќе заврши како таква. Имате дел кој зборува многу широко за еднаквиот регионален развој, што ние сметаме дека е проблем не само за албанците, туку за сите граѓани на Република Македонија. Имате дел што зборува за реформите во правдата и специјалното јавно обвинителство. Имате дел за балансирано буџетирање на образованието и културата во рамки на регионите, што сметаме дека е битно, и нормално Европската Унија и НАТО како големи приоритети за сите граѓани, па така и за албанците. Исто така го имате делот каде што прашањата или процесите, како што се Монструм и Кумановскиот процес, поради фактот што се смета дека не се како што треба, ниту заклучени дилемите. Добро, на добар дел од овие прашања има една консензуалност во општеството. Да. Тие не се спорни. Не сакам да кажам, символиката на подпишувањето на платформата создаде до ова што сега ни се случува нас на улиците. Може би некој го инструментализирал. Сега вие можете да го тоа стигматизирате. Можете да направите стигма. Јас кажувам што постои и што има на списокот. И на списокот очигледно сите овие теми колку што се важни за албанците, толку се важни и за македонците. Има уште еден втор феномен, дека за оваа тема многу во однос на тајмингот многу специфично почна, значи злоупотребувањето на целиот тој процес. После преговорите со ВМРО сакате да кажете? Апсолутно да. Значи, јас сметам... Дури и понатаму, кога ги обезбедивме подписите за мандат. Јас сметам дека да ги провоцирате чувствата на вашиот собствен народ кон граѓаните ваши
за прашања кои или работи кои во принцип се и непостоечки, затоа што велам платформата е јавна, не е тајна. Мислам, објавена е и на македонски и на албански јазик. Така да, затоа сметам дека според мене е многу тенденциозно да се користат чувствата за да се прикрие или да се избегне тоа што треба да дојде како резултат на изборите во Македонија. А тоа е една реформска влада и функционирањето на специјалното јавно обвинителство и на другите институции. Добро, Шилегов, Заев ја обелодени програмата на владата, во кој што беа опфатени поголем дел од економските мерки. Овој делот со платформата беше оставен настрана и се чини дека тука имаше едни различни толкувања меѓу СДСМ и ДУИ, особено во делот на употребата на албанскиот јазик на банкнотите и на амблемите. Останува ли ово уште како проблем во преговарачките групи на двете партии? Би сакал дел од работите, бидејќи не учествува во тој дел од прашањето. А мислам дека има доволно да се каже за македонската јавност. Прво, проблемот што го имаме ние со Република Грција и спорот околу името не може да биде алиби и не смее да биде алиби за ниту една политичка елита или власт за застој во реформите, функционирањето на државата, функционирањето на институциите и подобриот економски стандард на граѓаните. Тоа не може и не смее и не треба да биде оправдување. На крајот на денот, ако ја имаме Европската Унија како таргет и ги знаеме стандардите, ние треба секој од нас секојдневно да ги исполнува тие цели и да работи посветено на исполнување на тие стандарди, и самиот влез потоа или пристапниот периодот на пристапните преговори би го скратиле како држава откако ќе бидат отстранети пречките кои што ги имаме со Грција, и тоа автоматски би довело до побрзо членство на Република Македонија во Европската Унија. Значи, изговорот дека заради Македонија во застој заради проблемот што го има со Грција е оправдување за сопствена неспособност ако не знаете да ги водите процесите во тој правец. Нам, всушност, не ни се потребни исполнувања на европските стандарди заради Европската Унија. Нам ни е потребно исполнување на европските стандарди заради квалитетот на живење на македонските граѓани. Се многу едноставни работи. Сега, ако сте неспособни да испорачате на граѓаните, викате грците се криви. Да, криви се заради застојот на процесите, меѓутоа не може да бидат криви за работите кои што вие дома морате да си ги сработите. Тоа е број 1. Број 2. Фокусирањето на разговорите или на дебатите околу така наречената тиранска платформа е бегање од темата и е купување на спинот кој што ВМРО-ДПМН сака да го намета на македонската јавност како клучно прашање за формирање на владата. Од 1991 година, од кога е самостојна Република Македонија. Шилегов, тоа е круцијално за јавноста, за смирување на состојбите во јавноста. Објаснувањето на платформата е дел од многу важно прашање. Ќе дојдам до тоа. Тоа е наметнато како круцијално прашање. Инаку, од 1991 година, владата на Република Македонија ја бира собранието на Република Македонија уште од господинот Љусев Навака, па Црвенковски, па Љупчо Ѓоргиевски, па повторно Црвенковски, па беше Хари Костов, Бучковски, Груевски на 3 наврати. И во таа влада се бира во собранието на Република Македонија по основ на владина програма која што мандатарот за состав на влада ја доставува до претениците во собранието на Република Македонија. Тоа е основ за функционирање на влада. Тоа и само тоа. Политичките програми на партиите или платформи кои што го сочинуваат владиното мнозинство не мора секогаш и никогаш досега во историјата на создавање на политички коалиции идеално не се поклопувале. Логично е вие како политичка структура да имате различни сваќања, дури работи за кои што нема да се согласите, ама да бидете во поголем дел компактибилни во собствените ангажмани и програми, да можете да формирате коалицијско мнозинство. И тука доаѓам до делот кај што вие велите, да, мислењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека двојазичноста на
парите и на униформите на полицијата и армијата би биле во спротивност со уставот. Демократската унијата за интеграција има поинаков став. И што да направиме, да закочиме државата? Не. Ќе ја формираме владата. Отворените прашањата кои што затворени ќе ги затвориме како општество, отворените прашања ќе ги дебатираме. Имате дел од платформата кој што зборува да се отвори дебата за грбот, знамето и химната на Република Македонија. Ставот на СДСМ е дециден. Ние сме лично, како партија, јас лично како пратеник, председателот тоа го кажа, против промена на знамето, химната и грбот на Република Македонија. Меѓутоа, не можеме да го одземеме правото на ВМРО ДПМНЕ да смета дека лавот треба да биде на грбот на Република Македонија. И за тоа да отвориме дебата со нив. Лавот еднаш за малку и ќе беше на Значи, грбот. дали ме разбирате за абсурдот? И сега, тоа за потребите на пропагандата. Се спинува дека СДСМ ќе направи измена на грбот, знамето и химната на Република Македонија. Еве, јас сум спремен со ВМРО ДПМНЕ да дебатирам зошто да не биде лавот. Као што сум спремен со било кој представник од друга политичка партија кој што има различно видување за овие што се основните државни символи, да се убедувам и да го убедам дека во моментов и во иднина Република Македонија нема потреба од промена на државните символи. На крајот на денот ние го сменивме грбот, ВМРО ДПМНЕ го смени грбот во времето на владење во изминатите 11 години. Јас им на петокраката. Затоа што не сакаат тогаш да отворат дебата, тој проблем како општество не сме го затвориле. Ме прашаа мене дали треба да симнат петокраката, ме прашаа вас дали воопшто имаше дебата или се изгласа со еден уставен амандман на половина седница на собранието. Немаме зијано дебата во општеството, Младен. Значи, ви благодарам тука. Тоа е целата работа. Да, ви благодарам, правиме мала пауза за реклами, па се враќаме со прашања од тука од публиката и од она што имаме на социјалните мрежи. Повторно сме во 24 отворено. Мои гости вечерва Стојан Андов, Теута Арифи и Петре Шилегов. Се разбира, тука е публиката во студиото на која што секогаш во овој термини остапуваме простор за прашања. Одиме прво со Горијан беше, така? Ајде, Горијан. Прво едно прашање до господинот Андов. Кои би биле инструментите и методите на Европската Унија за разрешување и подобрување на политичката криза во Македонија и како Европската Унија всушност, како што рековте, би ни подала рака во целиот тој процес? И исто едно прашање до потенцијалната влада на Македонија. Тоа можеме после прво да идеме со ова, ќе го поставиме, окей. Значи, кои би биле инструментите на Европската Унија и воопшто на меѓународната заедница во овој процес? Може би го дополнили со имаат ли тие сили за некои посилни инструменти кои што досега не сме ги виделе? Прво да го отстранат ветото на Грција и да почнат преговори за прием на Европска Унија. Тие преговори ќе ги променат состојбите во државата. Тие како процес ќе наметнат сосема друга логика, сосема нови ориентации на луѓето ќе им дадат. Тоа е сега потребно. Треба да се тоа објасни дека тоа треба да се направи. Се едно што грчката влада сега се вади со овие будалаштини што ги направија од ВМРО ДПМНЕ. Но проблемите наши се внатрешни, сепак сега ние збориме како внатрешните проблеми да ги решиме. Ова е еден од инструментите можеби. Внатрешните проблеми ќе ги решите како поглавје по поглавје што многу полесно ќе оди тоа. Така се решават тие проблеми. Сега во таму добиваме ние задачи овде, меѓутоа овде да кажеме уште проповеда ВМРО ДПМНЕ и Груевски дека се тие таму непријателски сили и дека нема што да ни кажуваат овде. Али ако отвориш преговори, ако тие отворат преговори и он упадне и како опозиција да почнат преговори со земјата. Ја мислам дека прашањето беше поставено малку и во актуелниот миг. Како во овој момент ќе ни помогне Европската Унија? Бидејќи ова не може преку ноќ да се деси. Ние уште немаме ниту функционална влада, ниту функционално собрание, а не па да зборуваме за преговори со ЕУ. Тоа мислам може да го зборуваме последна година кога би било. Сега треба да се говори за тоа. Сега во оваа криза каква е, тоа треба да биде едно од првите барања. Арифи, реално ли е ова под претпоставка еве утре имате влада? Сметам дека Европската Унија бил и ќе остане секогаш голем партнер и пријател на сите граѓани на Република Македонија. Од искуството
значи, во секој момент кога ние сме покажале сериозност и вистински интерес, не само декларативен, во однос на процесите, тие биле отворени, значи, за помош. Јас мислам дека дефинитивно, и тука се согласувам со почитуваниот господин Андов, дека процесите треба да се иницираат од наша страна. Ние да апсолутно покажеме спремност за да ги отвараме поглавјата 23 и 24. Да објаснам на јавноста. Поглавјата 23 и 24 се поглавјата за реформи во судството, за контрола на системите за следење на комуникациите, значи за тие чувствителни и стабилни сфери кои се покажа дека поради неконтрола, тука кај нас ја создадоа големата политичка криза. И за тоа јас сум повеќе од сигурна дека ќе добиеме и помош, и не само помош, туку и поголеми можности и поддршка за да излеземе од состојбата во која сме ние. Значи, апсолутно мислам дека тоа е можно и верувам во тоа. Добро, Шилегов може да се дополни. Збора на седа не заборавиме дека најголемите политички партии потписници на договорите од Пржино покрај спроведувањето на изборите од 11 декември во чиј што процес сме се уште и се надевам во блиски дни ќе го завршиме со избор на новата влада. Имаме и обврска токму превземено конкретно за тие две поглавја како реформи неопходни кои што мора да ги направи државата и да го имаме и извештајот од Прибе кој што многу зборува во сферата токму опфатена со поглавјата 23 и 24. И таа обврска која што согласно договорот од Пржино било која влада, вклучително и оваа која што ќе предводи Социјалдемократскиот сојуз, мора да исполни во наредните 6 месеци, односно првичните 6 месеци од незиното владење. Не случајно и ние како СДСМ излеговме со така смели и радикални мерки за целосен реизбор во судството и во обвинителството, затоа што мора тој дел од владењето во Република Македонија се постави на едни нови и здрави корени. Добро, повелете со другото прашање. Значи, како прашање, како што се јазикот, химната и името на оваа држава, станува толку клучни во ова општество кога приоритет на нашата држава е брзо членство и интеграција во ЕУ. Значи, како сите овие прашања донесуваат до подобрување, односно стигнување на тие европски стандарди за кои што уствари сите политички партии во Македонија се залагаат. Како било тоа чекор напред? Ама никој здраворазумен политичар, нити политичка структура во Република Македонија нити смета, нити мисли, нити гледа потреба за било каква промена на тие символи. Тоа прашање вештачки се наметна во јавноста во изминативе 3 недели, не се ни 3 цели. Почнувајќи од интервјута на Никола Груевски во Сител телевизија дека народот нема да седи во папучи и да гледа дека наводно некој му ја распаѓа државата. До тогаш тие како прашања не постоја во услови на постојање на така наречената, јас ја велам така наречена тиранска платформа. Тоа е декларација на политички партии од албанскиот блок во Република Македонија. И никој не зборуваше. Што е проблемот? Соочен со неминовниот пат и губење на власта, што сериозно ќе доведе дел од елитата сегашна од раководството на ВМРО-ДПМН да биде повикана на одговорност, што задолжително нема да значи казна, може би се на вистина невини. Јас сакам да им верувам дека разговорите кои што ние ги објавувавме во политичките бомби, согласно нивните тврдења, не наши, беа сечени, лепени, монтирани и креирани. И дека се невистините. Сега гледаме од Душе Антонио Милошовски призна дека се автентични разговорите. Со цел да се дефокусира јавноста во последниот или очаен обид на Никола Груевски да не ја загуби власта. Се е страв и легитимно е секој нормален човек со чувства, граѓани на оваа држава, да биде загрижен после оваа
пропагандна агресија што се случува секој ден. И ако сте минимум нормален со емоција човек кој што има семејство, иднина, кој што овдека го гради својот живот, нормално е да бидете загрижени. Затоа што секој ден ви се наметнуваат прашања кои што не постојат. Никола Груевски е голема лага, политички гледано. Целата своја кариера, вклучително и собственото заминување, го гради на ситуации кои што не постојат. Отворено прашање дека било кој сака да ја федерализира, кантонизира, смени знаме, химна, грб на Република Македонија нема. Никој во Македонија не зборува освен пропагандата на Никола Груевски за тоа прашање. Па гледајте до каде одат. Деца вадат од средна школа, малолетници, директори на гимназии. Повеќе криминал направија бранејќи го Никола Груевски да не одговара за криминал известни луѓе во изминативе 2 години. Институциите не функционираат или функционираат со цел да го заштитат и да го спречат кривичниот прогон. Затоа велиме на граѓаните да останат мирни. Ова ќе помине. Ова завршува. Лажниот свет што се обидува Никола Груевски да ни го створи е на крајот. Во текот на брзо ќе завршиме со Конституцијата на Собранието и ќе избереме нова демократска влада која што ќе биде спремна да ги дебатира прашањата. Да зборува со вас, да разговара со граѓаните, не да им кажува дека постои нешто што е опасност. Бидејќи таква опасност нема. Не постои. Измислена е. Ни створија свет во изминативе 3 недели. Сетете се дека до пред 3 недели воопшто никој не размислуваше за таква работа. На крај памет, затоа што реално никој не спомнуваше, нели? Сега, одеднаш стана фама. Непостоечко прашање. Тие се непостоечки прашања. Кога ќе речете реформска влада, која што ќе работи на европска агенда и така натаму, Арифи, Шилегов, па Јандов, дали оваа влада може да биде базирана на една принципиелна, искрена заложба за реформи, а не само реформи како збор? Значи, тука го имам извештајот на Прибе, кој што бара многу промени во судството, кој што ќе бара многу работа. Од друга страна се соочуваме со она што го велиме изтекува мандатот на СЈО за поднесување обвиненија. Како ќе се премости овој период? Ќе останат ли неказнети луѓето од или криминал, индициите за криминал во бомбите или криминалот што постои? Јас мислам дека една ново избрана влада произлезена, значи од изборите, изгласана од оваа мнозинство, нема алтернатива освен да биде реформска, проевропска, евроатлантска и транспарентна влада. Нема друга алтернатива. Секоја друга алтернатива фактички ќе биде ризик за губење, значи, на просторот. Нема да биде ново компонирана тендер коалиција, да речем. Па јас мислам дека тоа не би било можно. Може би има некои кои можат и да го замислат како таква, но јас не ја мислам како таква, затоа што сметам дека на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија им треба одговорна власт која дефинитивно ќе ја смисли убаво и ќе работи за одговорноста, значи, кон граѓаните и кон институциите и никако, например, злоупотреба на институциите. Тоа да се каже едно, а за да тоа го реализирате, тоа значи дека треба да одите по линијата на тоа што се европски побарувања во процесот на преговори. Искуството покажало дека новите демократии лесно можат да завршат како авторитарни влади кои се без контрола на крајот. Цената на крајот тоа го плаќаат граѓаните. Македонија стигна до една точка. Апсолутно. Сакам да се навратам на прашањето на младиот господин. Во однос на чувството, што е многу чувствително за сите луѓе, прашањата како што се
знаме и сите тие моменти. Јас мислам дека чувството на гордост на секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на неговото етничко потекло, ќе биде кога тој гордо ќе го види своето знаме заедно со знамето на другите членки на НАТО и заедно со знамето на Европските унии, земјите членки пред Советот на Европа. Мислам дека поголема гордост за сите нас апсолутно нема. Поголем наратив кој не спојува сите нас од ова нема. Затоа поделбите им требаат на тие кои апсолутно само поделени и изолирани имаат шанси нешто да прават за себе. Додека за сите нас другите, за секој друг граѓанин на Република Македонија, поделбите не се ниту алтернатива, ниту перспектива, туку едноставно тоа што ни е заедничко со заедничко европско знаме. Благодарам. Шилегов, кога бевме кај владата и околу тој дел мал корпус на прашања, во многумина велат во опозицијата има многу гладни усти, напатени изминати 90-ти години, кои што немале допир до тендери, до јавни набавки. Дури има и обични граѓани кои што не можеле да се вработат заради тоа што имале партиски бекграунд од коалицијата што сега е во заминување. Стравувате ли од тоа дека ако не успеете на тие ваши подржувачи да им го овозможите тоа што ВМРО им го даваше на своите 10 години, дека ќе изгубите нивната поддршка? Пропагандата на ВМРО вели дека сме милионери се, договорете се. Шалата на страна. Значи, премногу вложивме, Младен. И како политичка структура, како социјалдемократски сојуз и ние лично како луѓе кои што во моментот раководат со таа политичка партија, за да Груевски го замениме со нов Груевски. Премногу вложивме. Без било какви очекувања. Значи, не бил материјален мотивот на било кој од нас кој што влеговме во овој процес на ослободување на Македонија, на институциите на Македонија и враќање Македонија на демократските стази и стазите на Европската унија и НАТО. Македонија ќе има сериозен проблем после Груевски да се справи со груевизмот и клиентизмот. Значи, клиентизмот како општествена појава е дел од груевизмот како систем. Дури сметам, се извинувам, давајќи целосен легитимитет на било кое прашање како водител на емисијата што може да го поставите, прашањето е наопаку поставено. Во политичката партија вие не влегувате за да задоволите определени лични апетити. Не, така се сваќаше кај нас. Така се сваќаше кај нас, за жал, меѓутоа таквото сваќање ја доведе Република Македонија после 25-6 години независност на ова да рече на кое што е. По таквото сваќање. Идејата, она што го промовиравме, она што ќе го работи владата на Република Македонија, реформската, е да на луѓето, на пазарот на Република Македонија, им обезбедиме доволно добри услови да може сами да ја обезбедат екзистенцијата, за да никогаш повеќе не зависат од некој началник или директор што ќе ги тегне за уши, ќе ги носи по списоци, ќе ги става сега на протести по улици. Идејата е да создадеме слободни граѓани, слободни во политичка, слободни во економска смисла. Благодарам. Прашање од публиката. Вечер на сите. Јас сум Музафер, средношколец, учам 4-та година сум, учам у Кочораци. Ме интересира дали се предземаат некои мерки за Република Македонија од Европската унија. Дали воопшто предземуваат мерки Европската унија, што се случува воопшто тука? Добро, да. Да. Значи, колку е присутна? Малце вака да дадеме неколку одговори. Европската унија, значи, е присутна повеќе години во Република Македонија. Значи, господинот Андов е најпрво дел од историјата во делот на стабилизација и асоциација договорот, значи, со Европската унија, се додека сме станале, значи, земја кандидат. Откако станувате земја кандидат,
со Европската Унија. Европската Унија го поддржува процесот на реформи и промени и во системот, и тоа го поддржува не само со зборови. Европската Унија тоа го поддржува, значи, со милиарди евра пари од даночните обврзници на земјите од Европската Унија. Тие во Република Македонија доаѓаат преку 5 компоненти на ИПА соработка, значи средства кои се предвидуваат за инфраструктурни, за инклузивни проекти, особено за жените, за маргиналните групи, за ромската заедница и другите помали заедници во процесот на нивното интегрирање. Првата компонента се однесува на институционално зајакнување на институциите. Значи, Европската Унија е еден систем на вредности кој, кога вие веќе покажувате интерес и спремност да таму бидете член, заедно со обврските, што ви ги дава, нормално ви ја дава и целосната поддршка. Затоа е многу лошо и неблагодарно и некоректно, политички и општествено погрешно амбасадорите на земјите членки на Европската Унија и другите меѓународни наши партнери да се идентификуваат како непријатели на Република Македонија. Сите тие се инвеститори во мирот, во стабилноста, во институциите на Република Македонија, и така да, како објаснување на еден млад средношколец, апсолутно посакувам да успеете да бидете и добар студент и преку процесот на Еразмус плюс проектите да бидете во размена на некои од универзитетите на Европската Унија, за да апсолутно да ја почувствувате што значи тој момент на вистинска соработка. Во овој корпус на прашања стигнуваат прашања постојано и на Facebook, па сега ќе почнам малку и со тоа да видиме што ги интересира делот граѓаните што не гледаат. Дали СДСМ и ДУИ ќе поведат постапка за одговорност за председателот за прекршување на Уставот? Тоа е прашање, значи, не ми пишува. Прекршувањето на Уставот постои, дали ќе биде покренат импичмент постапка за одговорност. Да, тоа е тоа. Добро, да. Тоа е тоа. Само да подсетам дека независна. Ние сме на размислување за таква постапка по завршување на целокупни заокружување на демократскиот процес и формирање на влада покренеме не заради тоа што мислиме дека во моментов може да успее, затоа што да подсетам, треба 81 пратеник, 2/3 мнозинство да гласаат и после Уставниот суд на Република Македонија со 2/3 мнозинство да ја потврди таа одлука. Во овој момент тоа изгледа политички невозможно. Ќе се занимаваме пред се во новата влада со приоритетите, меѓутоа и со враќањето на одговорноста како категорија во македонската држава и македонското општество. Почнувајќи од себе и почнувајќи од примерите кои што се најеклатантни, вклучително и на господинот Иванов за овој неред што го направи во изминативе 3 недели. Добро, за Арифи, зошто ДУИ не ги повлекува своите министри од техничката влада, а вели дека е за формирање нова влада со СДСМ? Значи, владата која е техничка е влада на заминување, и така да, имајќи го предвид фактот дека е влада на заминување и само административна, како таква, апсолутно сметаме дека би влегле уште по-длабоки процедурални тесни ходници и токму поради тоа сметаме дека ќе работиме што побрзо да има нова влада. За Рифи, дали е поважно враќање на парите или албанскиот јазик на парите? Враќање на парите, предпоставувам се мисли на украдените пари. Јасно ми е. Јас мислам дека тоа што е многу важно е враќањето на правдата и на институционалната сигурност во Република Македонија, и со тоа мислам дека сите граѓани ќе ги имаат можностите и ќе бидат апсолутно еднакви кон тоа. Нормално дека и етничките моменти, интереси исто така се многу значајни, но не треба да се потцени никогаш и да се заборави дека тие се барања, интереси, потреби на граѓаните на оваа земја. И тие граѓани сакат да ги реализираат во оваа земја.
во договор со нивните сограѓани, а не евентуално поради тоа да имаат конфликти со нивните сограѓани. И токму поради тоа апсолутно сметам дека правдата е прва на списокот. Со правдата мислам дека апсолутно сите полесно ќе дискутираат после тоа дали и какви пари се потребни. За Андов, зар не гледате дека државите излегуваат од Европската Унија? Зошто мислите дека Македонија мора стратешки натаму да се позиционира? Па видите, Европската Унија е интеграционна целина која настана по концептот на помирување во Европа. Фактички, прво обединување почна меѓу Франција и Германија 1952 година со заклучувањето на спогодбата за јаглен и челик. Бидејќи идејата иначе од Америка дојдена, од каде е соопштено. Вие овде секои 20 години европјаните ќе си скршите главата меѓу себе, ќе се уништите и така натаму, престаните веќе со тоа, фатите, помирите се. И 57 година во Рим е заклучен тој договор за основање заеднички пазар. Тој заеднички пазар имаше 6 членки. Тоа што сега има доста разлики во Европската Унија е резултат на неприлагоденоста на тие пред се нови членки кои се зачлени од Источна Европа во Европската Унија. Каде, тука некој збореше дека ете и во Европската Унија има некои земји каде популизмот владее, каде одговорност нема, се случува на неколку места. Меѓутоа, тоа доаѓа на тапет таму Европска Унија во органите, се дискутира за тоа, се превземат мерки и така натаму. Така да не е едноставно, нема друга перспектива Европа освен да ја следи таа концепција на Европа за сите, сите во Европа и така натаму. Тука недостигува само уште од Европа уште Западен Балкан. Тоа е уште што не влегло во Европа. Морам да ви кажам дека битно е подобро ако се отворат преговорите, почнува процес на аджастмент, на уедначување на условите, поедини сектори во животот се добиват одредени дотации, не само УПА фондовите. Имате други фондови, има уште поголеми, ако отварате преговори. За уедначување на условите на живот, на кои стандарди, како минимални потребни за да се работи таму. Европската Унија е вака единица која 57 година до сега 70 години ќе бидат. Така ли? Па не сме добри со математика многу, ама тука е негативно. 60 години во Европа има мир. Толку долго во Европа 100 години, 1 милениум не постои да 60 години да биде мир, да нема војна. Ова југословенската војна не е во Европа. Ние не сме во Европа. Да бе во Европа немаше да има војни. Чешка и ветија од и веднаш ќе ја примат па и се поделија мирно. Кај нас е нешто друго. И тука е, кај нас е закочен процесот на помирување. Ние не можеме да се помириме ни меѓу себе, овде не знаеме да се помириме, а особено не знаеме со соседите да се помириме. Еве, зборувате владата на Груевски. Владата на Груевски фактички ги влоши односите и со Грција, и со Бугарија. Ги влоши. Значи, го закочи и го уназади степенот на помиреност што го имавме до сега. Процесот на помирување е од животно значење за сите народи на Европа. За сите. Ја ќе ви кажам, една Србија која беше завадена, скарана со Хрватска, со муслиманите у Босна и хрватите у Босна, со албанците на Косово и не знам каде. Ево го сега овој Вучич така ја води да Србија станува земја на која
полагат дека го напредува процесот на помирување овде на Балканот, го промовира тој процес. Сакам да кажам, ние испуштивме од рака процесот на помирување. Ни и дома, и во регионот. Ние како фактор, како земја. Тоа е најголемата промашај и најтешките последици за Македонија, што точно владата на Груевски ги предизвика. Добро, никогаш не е касно, негде мора да се почне тој процес. Има уште едно прашање на Никола Груевски. Дури неговото заменување. Гледате го ова сеење на омраза. Затоа мора да го стопираме овој процес. Семето на омразата мора да го сопреме во Македонија. Процесот на помирување е невозможен без Европска унија. Вечер, јас сум Фетија, матурант во медицинското училиште и поради последните случувања, значи имаме голем одлив на млади кои што ја напуштаат државата за подобро утре. Прашањето ми е како планирате да ги вратите? Да, не се само млади, отидоа и лекари и кадри кои што се значајни за државата. Нестабилноста на политичкиот систем, нестабилноста во општеството, на било кој граѓанин на Република Македонија му ствара перцепција дека во нашата држава не може да се најде иднината и токму затоа е заменат. Во моментот, јас навистина верувам, затоа што јас знам програмата која што треба да ја работи оваа влада, таму имаше два сегменти, после втората година владење на СДСМ, дека ќе се нормализираат во добар дел и економските, и општествените, и социолошките процеси во Република Македонија. Тоа ќе биде доволна провокација за да некои луѓе видат перспектива, дека им треба е период на стабилност, зашто сепак сите тие деца кои што се заминати или професионалци што ги спомна Младен, овде им е дома. Овде им е дома. И овде им е, верувајте, најубаво, ако имаат еден ако имаат една попристојна плата и стабилност за известна иднина, без оглед што можеби во моментот во западните земји би заработиле повеќе, би се вратиле во Македонија да живеат затоа што тука се дома. Ама кога ќе ја знаат иднината. Овој страв низ кој што проаѓаат, да речем, граѓаните во изминативе 3 недели, е дел од тој процес за кој што вие зборувате. И сега вие како млад човек размислувате логично, што ќе правам јас овде, ако остане ваква ситуацијата. Затоа мора да има демократски процес во државата. Затоа мора да се смени власта, затоа мора да легнат срастите, затоа мора да остане смиреноста, за да вие го добиете сигналот дека во оваа држава можете да живеете и да се себе реализирате професионално утре, како во било која нормална демократска земја во светот кај што претендираме да влеземе. Добро, на Арифи да ја дадеме шанса на ова. За ова прашање. Најпрво ние треба да сме свесни за фактот дека бивајќи земја со слободно користење, значи без Шенген на запирањето, нормално дека интересот на луѓето за да гледаат можности за себе, таму каде што е поразвиено, тоа е еден процес кој треба да го очекуваме се случува сега, а може исто така да ни се случи малце поинтензивно кога ќе станеме членка на Европската Унија, затоа што нормално тогаш ќе се добие и можноста за работа и нормално вработување во земјите членки на Европската Унија. Но што е тоа што не треба да го дозволиме? А се случува, тоа е, например, да на луѓето тука да им се оневозможи шансата за вработување, шансата за напредување во својата земја. Ја мислам дека проблемот наш, и тоа важи за сите, е екстремното партизирање во многу насоки, екстремниот клиентелизам, така да понекогаш, значи тоа сум го видела и како градоначалник каде што сум, например, да имате студенти со високо ниво на екселенција, кои им е тешко да стигнат, например, да дадат приденес во едно средно школо, каде и да е, затоа што можеби не припаѓаат на вистинската политичка партија. Ова не ни служи на чест на нас, не служи на чест на нас како представници на политичките партии и треба да овозможиме еден мерит систем каде што апсолутно оваа стега луѓето ќе ја немаат, ќе го немаат. А после, доколку нивниот избор е да
се ангажираат да најдат работа некаде подобро, нормално дека тие и таа работа ќе ја користат за доброто на својата земја, затоа што на тој начин сигурно ќе помагаат на својата земја и со знаењето, и со искуството, и со можноста, значи тука да најдат напредок и нормално слободата, демократијата, праведноста, правичноста во една земја ви дава респект, значи кон фактот дека имате тука можност, но можете да барате и друга можност на друго место, што е реално и отворена како можност. Само тука да додадиме кај иселувањето, кој го викаме. Европската Унија се заснива на слобода на движењето на луѓето, слобода на пазарот на стоки и услуги и слобода на трудот, на движењето на работната сила, пазарот на трудот. И затоа ние околу нешто друго треба да се замислиме сега. Нашите генерации последните 5-6 години се речи упропастени заради ужасниот школски систем. Заради тоа што нема да можат нашите да конкурират и кога идат во Европа, ќе идат за мали плати, за помали плати. Може поголеми од овде, ама помали. Не ќе можат да продрат во бизнис круговите таму. Не ќе можат да го пренесат тоа овде знаење и така натаму. Нашите факултети сега веќе никој не ги смета, не ги цени, освен до некаде УКИМ, ама и таму не сите факултети на универзитетот. Тоа е сторено едно злосторство према генерации кои многу ќе го чувствуват тие деца, многу ќе го чувствуват, а мислам оти една празнина, таа празнина не знам како ќе ја пополниме ако брзо владата не направи вистински реформи во образованието. Инаку лошо ни се пише. Благодарам, Мандов. Уште едно блиц прашање за двајцата партиски представници. Локалните избори дали ќе се одложат? Шилегов. И дали ќе се одложат на подолг рок, што значи до септември-октомври? Па не, На какво стојалиште е вашата партија? Мислам дека сме веќе и влезени во роковите кои што сакали или не може да бидат распишани. Не може никако да се стаса 15 мај. Имајќи ги во предвид одредбите од законот, имајќи во предвид каква е актуелната ситуација, не мислам дека во Република Македонија државата или општеството е спремно за нови избори. Сакале или не, приоритетите ни се наметнати од друга страна. Ке беше веројатно се во ред ако имавме мирен трансфер на власта и ке си ги имавме, сега ке зборувавме веројатно за локални проблеми и за кампањи за локални избори ако се завршеше работата како што треба. За жал, нам ни се наметнаа некои други приоритети кои што навистина верувам дека за било кои граѓанин и за нас како политички структури се попримарни за решавање со цел да се стабилизира состојбата во државата за да потоа можеме да ги во најкраток можеме да ги одржиме локалните избори. Арифи, се согласувате ли дека Македонија не е спремна во овој момент за избори и општествено и со законските рокови? Не се работи за спремност, се работи за пречекорување, значи на роковите за да се можат да се објават, да се распишат изборите, значи тие рокови се изминати и тие подоцнежните можни веќе исто така измине. Така да нормално ќе беше добро да можевме да имаме избори на време, затоа што апсолутно локалната власт има многу практични надлежности и нормално ќе биде уште покомплексно како ќе се иде понатаму, но како и да е, мислам дека ние мора да го следиме словото на законот и да се види значи во рамките на законите по кои принципи колку ќе има одлагање на истите. Политичка проценка, ако не успее 15 мај, дали тоа значи јуни или септември-октомври? Јуни е проблематична опција за политичките партии на граѓаните од муслиманска вероисповест, значи се влегува во празникот, значи во светиот месец Рамазан и целиот тој месец е проблем претходно да имате кампања и после тоа исто така е многу комплексно, така да јуни
барем за нас, опција не е. Ке мора да се види заедно со сите политички партии како ќе се договориме. Добро, почитувани мои гости, ви благодарам на добрата и содржинска дебата. Почитувана публика, ви благодарам на прашањата. Вам да ви посакам да останете на Телевизија 24, следува информативната програма Дневник, за да ги видите најновите вести и информации од земјата и од светот се разбира. Пријатно почитувани гледачи.